Следуваат најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Почнуваме веднаш по настаните. Останете со нас. Пристигнува петиот електричен воз. Наскоро ќе биде комплетиран целиот возен сообраќај. Интензивно се гради бизнис информативниот центар во Кавадарци. Македонски шуми воведува систем за електронско следење на дрвната маса. Интензивно се работи на изградба на бизнис информативниот центар во Кавадарци. Во него ќе бидат изградени 6 канцеларии и 2 конференцијски сали, кои бесплатно ќе бидат дадени како поддршка на новите бизниси и предприемачи, и истите ќе имаат 6-месечна поддршка од локалната самоуправа и регионалната стопанска комора. И деталите ги има колешката Мартина Митков. Студеното време не ја спречува локалната самоуправа да го имплементира проектот за изградба на бизнис информативен центар во Кавадарци, чии што градежни работи се во полнек. Бизнис центарот е сместен во подгровието на градската библиотека во центарот на Кавадарци, а овде се градат 6 канцеларии и 2 конференцијски сали, кои бесплатно ќе бидат дадени како поддршка на новите бизнисмени и предприемачи, и истите ќе имаат 6-месечна поддршка од локалната самоуправа и регионалната стопанска комора. Градоначалникот Александар Панов денеска изврши увид на градежните активности. Да го претвориме во бизнис центар и да регионалната стопанска комора, па и сите други кои што имаат потреби од канцеларии и од работење во функција на бизнисот да бидат сместени тука и за тоа да не платат ништо, бидејќи дел од финансиите покрај локалната самоуправа тука ги покрива и бизнис центарот, односно ги покрива регионалната стопанска комора. Панов очекува објектот да биде комплетно завршен за месец и половина. Тој во интерес на јавноста обзнани податоци кои што се поврзани со вработувањата преку приватниот локален бизнис сектор. Неодамна издадовме 2 дозволи за градење, прво на агроберзата, кој што со дигнувањето на снегот ќе почне да се гради и во кој што сигурно ќе се вработат околу 20 на луѓе. Овие денови го подпишуваме и договорот за паркингот, каде што минимум 20 луѓе ќе се вработат. Пред неколку денови поднесено е барање и платени се комуналиите за изградба на голем салон за мебел, каде што исто така неколку десетина луѓе ќе бидат вработени, бидејќи се работи за еден огромен објект. Од тука би сакал да го скренам и акцентот да го ставам на тоа дека и ние како локална самоуправа, исто како и владата, имаме личен удел за вработување. Севкупно обезбедивме со ова работење во изминатите неколку месеци над 50 нови работни места. Инаку проектот за бизнис информативниот центар се реализира како плод на прекуграничната соработка со општина Воден или Едеса од Република Грција. Истиот е финансиран од Европската унија со околу 250.000 евра, а има за цел да го поддржи бизнис секторот во пограничниот регион. Пристигнува петиот електричен воз од новите 6 возови кои ќе бидат ставени во функција на релација Скопје-Гевгелија и обратно. Со новите возови ќе се покрие западниот дел од земјата. Од Македонски железници и транспорт велат дека старите возови и понатаму остануваат во функција. Пристигна петтиот патнички воз во Македонија. Истиот за 2 недели ќе биде пуштен во сообраќај, ќе сообраќа на линијата Скопје-Гевгелија, Гевгелија-Скопје. Веднаш по пристигнувањето на овој ќе пристигне и 6-тиот воз, со што треба да се заокружи планираната инвестиција на Македонски железници за набавка на 6 патнички возови со вкупна инвестиција од 25 милиони евра. До сега 4 возови кои се пристигнати веќе сообраќаат на неколку делници,
Освен набавката на овие 6 патнички возови, во македонски железници се набавени 150 товарни возови со вкупна инвестиција од 15 милиони евра. Проектот ќе се заокружи со набавка на 4 нови локомотиви. Ќе го заокружиме со набавката на 4 нови локомотиви, електролокомотиви, со тоа што не само од аспект на товарниот, не само од аспект на патничкиот, туку и од делот на оној локомотивскиот дел ќе го заокружиме тој еден циклус, да кажеме еден нов циклус во македонски железници или нов циклус на инвестиции во македонски железници, што ќе биде тоа согласно потребите барањето на стопанството, согласно потребите и барањата и на патниците. Костов упати апел до сите граѓани и патници да се чуваат возовите и да не се оштетуваат. Во изминатиот период имаше повеќе случаи на уништување на возовите од несовесни граѓани. Точни и сигурни податоци во производството и испораката на дрвната количина ќе се добиваат преку новиот систем за електронско следење на државната маса, кој Македонски шуми го воведе. Со електронскиот начин на следење на дрвото од шумата до крајниот потрошувач се подобрува целиот систем, велат од Македонски шуми, а воедно се намалува и можноста за манипулации и кражби. Преку електронски пат ќе се врши следење на дрвната маса од сеча во шума до краен потрошувач. Системот овозможува точни и сигурни податоци во производството и испораката на дрвната количина. Опремата е во вредност од 32 милиони денари и веќе инсталирана во сите подрачни единици на јавното претпријатие Македонски шуми. Секојдневното производство, како се врши сеча, како се врши дотур, како се врши превоз до шумски склад или до склад во подружница, се евидентира, се врши прием во електронска форма со сите можни податоци, кој го врши приемот, од која шумско-стопанска единица, на која количина, на која врста на дрво, дали е огревно, дали е техничко, од како вид на дрво. Увид во електронскиот систем ќе имаат сите надлежни институции кои вршат надзор и контрола во работењето во делот на шумарството, истакна Караджовски. Овие апарати за кои спомнав, мобилни компјутери, се исто така поврзани со GPS уреди, што значи дека имаме и пратење и на нашите вработени, дали се на терен, од која позиција се, каде се, тотално и комплетно следење на целокупната ова работа. Караджовски потенцираше дека главниот бенефит од овој проект е намалувањето на криминалот со огревно дрво и нелегалната сеча, кои се пракса во досегашниот период. Од денеска и во текот на наредните 10 дена сите заинтересирани невработени лица кои имаат дарба и знаење за програмирање ќе можат да се јават на огласот на Агенцијата за вработување на Република Македонија за обуки за напредни IT вештини. Како што појасни на денешната пресконференција директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, станува збор за 4 видови обуки за програмирање. Заинтересираните треба да имаат завршено средно или високо образование и истите ќе бидат повикани на предтест со цел да се утврдат нивните познавања, а ќе им биде понуден и договор со Агенцијата за вработување за роковите во кои треба да ја завршат обуката и да го положат тестот. Обуките ќе им овозможат на сите невработени лица кои имаат познавања од оваа област да го надградат своето знаење и да добијат меѓународно признати сертификати со кои можат полесно да дојдат до вработување и во Македонија, но и во странство, истакна Поповски. Првата програма е Microsoft официјалниот курс за програмирање во HTML5 со JavaScript и CSS3, кој што е наменет за изработка на веб модерни апликации, дизајни на веб страни и нивна активност. Потоа е Microsoft MSCND NetC, кој што е наменет за оние кои што сакаат да направат веб сервиси преку кои што може да се импортираат надворешни податоци во нивните бази, односно нивните веб апликации. Можеби двете последни обуки, а тоа е Oracle за MySQL со PHP и Python, се едни од побитните програми кои што ќе се бараат во иднина и се модернистички наменети за сите оние кои што работат на програмирање со PHP, а може да ги користат, тоест MySQL, а ги користат двете многу битни програми, а тоа е PHP и Python. Тоа се две
во минатото беа хакерски програми кои што се користеа за тестирање или изработка на програми, сега се веќе се официализираат како програми во кои што се користат многу во програмирањето и во изработката на системи и програмски модули. И на крајот, најбитното, ниту еден софтвер нема да биде тоа што е, ако некој не го истестира. А тоа се луѓето кои што ќе завршат за тестери на квалитет на софтвер преку официјалниот курс ICTQB, кој што дава можност не само да се научи како да се тестира софтверот, туку да се подесат и софтверските алгоритми за нивно тестирање. И на крајот нормално да имаме квалитетен софтвер. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз денеска излезе со обвинувања дека во училиштата во Велес учениците на ставата ја следат во ладни простори. На ваквите излагања општина Велес испрати писмена реакција во која се вели дека општинската организација на СДСМ повторно се служи со невистините и манипулации. Деталите ги има колешката Сања Ангелова. Второто полугодие во училиштата во Велес започна во ладни училници, со маки радијатори и со многу испукани цевки, обвинија од општинската организација на СДСМ на денешната пресконференција. Освен што не се затоплени училниците, целосно незатоплени се и ходниците и спортските сали, во кои треба да спортуваат учениците, истакна од партиската говорница на СДСМ Маријан Јорданов. Во средното економско училиште, на третиот кат и во спортската сала нема затоплување, поради пукање на цевките на радијаторите од системот за затоплување. Во основното училиште Блаже Коневски, спортската сала нема затоплување, па не се реализира настава о физичко воспитување. Во основното училиште Васил Главинов нема затоплување во ходниците и подрумските простории, каде секоја година има поплави. Општина Велес испрати писмена реакција на пресконференцијата на СДСМ, во која се вели дека СДСМ повторно се служи со невистини и манипулации. Во реакцијата меѓу другото пишува: во текот на вчерашниот ден сите училишта добија задача да ја измерат просечната температура во училниците. Резултатот од тоа е дека измерената температура ги задоволува потребните критериуми. Не е вистина дека има многу испукани цевки од системите за затоплување. Точно е тоа дека имаше такви појави пред 15 дена, кога температурите беа многу ниски, но тие се веќе заменети и санирани. Преостанува уште да се санираат дефектите во дел од училишните спортски сали и наскоро и наставата по овој предмет ќе добие нормален тек. Стои во писмената реакција на општина Велес. Според агрометеоролозите, екстремно ниските температури кои изминативе 2 недели ја зафатија земјава, негативно ќе влијаат врз виновата лоза и овошките, но за есенските посеви нема никакви проблеми, потенцираат тие. Екстремно ниските температури кои во изминативе 2 недели достигнаа и до минус 22 степени Целзиусови, ги надминуваат долните граници на издржливост на земјоделските култури. Есенските посеви немаат никаков проблем затоа што формираната снежна покривка служи како заштита. Агрометеоролозите сметаат дека презимувањето и приносот треба да бидат добро. Проблем се јавува кај овошките и виновата лоза. Според агрометеоролошката состојба и временската состојба, мислам дека би требало да очекуваме да имаме измрзнување на овцата кај виновата лоза, долж по Вардаријата и во Тиквешкиот регион, потоа да имаме измрзнување на праската и кај сијата кои се најосетливи во овие услови, значи кај нив и температури од минус 16 степени предизвикуваат оштетување, а додека кај виновата лоза и минус 14 предизвикува оштетување кај овцата, минус 17 предизвикува оштетување кај ластарите. Кај виновата лоза следи период на пролетно кроење кога ќе се види колку од оваа култура е измрзната. Во последниве денови температурата варира и истата може да предизвика шок кај културите. Во овој момент сега не можеме ние ништо да знаеме што ќе се случи додека не се дигне снегот. Во овој момент ние не можеме ни да ги претпоставиме колкави се штетите и кои се штетите кај културите. Значи, ќе ни треба време, ќе треба да заврши целата ова состојба. Ангелески потенцира дека во секој случај екстремно ниските температури негативно влијаат врз земјоделските култури и прават големи штети.
Јавната општинска установа библиотека Феткин од Кавадарци ги известува своите читатели дека поради вршење на попис на библиотечниот материјал нема да работи од 1 февруари до 17 февруари. Воедно ги замолува своите членови доколку имаат позајмено книги и на кои рокот на позајмице им е истечен, истите да ги вратат најдоцна до 31 јануари. Поранешниот офицер во американската армија и денешен добар аналитичар Вес Мартин во својата најнова колумна за весникот Daily Caller пишува дека Џорџ Сорос е заедничкиот непријател за Македонија и САД. Делегација на армијата на Република Македонија учествуваше на самитот на околни возила, кој од 23 до 26 овој месец се одржува во Лондон, Обединето кралство. Во продолжение вестите од Македонија. Македонија и САД се стратешки партнери и администрацијата на новиот американски претседател Доналд Трамп треба да им помогне на своите македонски колеги во обидите да се справи со сериозните предизвици со кои се соочуваат. Ова го пишува аналитичарот и поранешен висок офицер во американската армија Вес Мартин во колумната за весникот Daily Caller, насловена Македонија и САД мора да ги победат своите непријатели, а треба да се почне од Џорџ Сорос. Мартин во колумната ја посочува Македонија како земја која, иако мала по површина и население, прави огромни напори за спречување на напливот на мигранти кон Европа, а истовремено се соочува со сомнителните активности на фондациите на Џорџ Сорос, кои делуваат во низиното граѓанско општество. Американскиот колумнист истакнува дека Македонија, иако е обкружена од 3 земји членки на НАТО и на ЕУ, е оставена практично сама да се справува со мигрантскиот бран, со што ја чува стабилноста на цела Европа. Тоа предизвикува Македонија да плаќа голема цена, а има и дополнителни проблеми на домашен план, предизвикани од активностите на Сорос. Аналитичарот ги наведува зборовите на Никола Груевски дека фондацијата на Сорос е најмоќната во светот со политички цели и дека Сорос го користи своето богатство за да наметне влијание во две насоки: идеолошко преку создавањето така наречени отворени општества и финансиско преку шпекулации и однапред познат развој на случувањата во одредени држави за да се богати на берзата. Американскиот аналитичар го истакнува и фактот дека неновите активности на фондацијата на Сорос се насочени кон спроведување кампања чија цел е по секоја цена да се спречи формирање влада меѓу партијата на Груевски, која е победник на изборите, и ДУИ, односно партијата која доби најголем број гласови од албанските гласачи, што представува непишано правило во македонскиот систем. Според Мартин, Сорос го напаѓа тој принцип за да создаде нестабилност во Македонија, но и во целиот регион. Делегација на армијата на Република Македонија учествува на самитот на оклопни возила, кој од 23 до 26 овој месец се одржува во Лондон, Обединетото кралство. Началникот на генерал штабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, во своето обраќање на панел дискусијата на тема предизвици со кои се соочуваат командантите на копнените сили, се осврна на согледувањето од неопходноста на прилагодување на концептот на дејствување на вооружените сили, соодветно на сите постоечки форми на закани, чија цел пред се е уништување на воените, политичките и економските цели. Тој меѓу другото истакна дека и покри постоечката култура на намалување на воените буџети во корист на зголемување на социјалните трошоци, армиите како инструмент на националната моќ треба да се прилагодат кон овој нов начин на размислување, односно да ја покажат подготвеноста на воената мудрост за прифаќање на промените. Генералот Величковски на маргините на самитот оствари средба со генерал Мајкл Дуби, поранешен командант на Националната гарда на Вермонт, САД, со која армијата на Република Македонија има партнерски релации. На 17-тиот самит учествуваат околу 500 стручни представници на владини, армиски и производствени организации од оваа област.
Според податоците што ги објави Сојузот на синдикати на Македонија, за задоволување на основните потреби на едно 4-члено семејство во декември биле потребни 32.102 денари. Само за исхрана и пијалоци во овој месец биле потребни 13.174 денари, а за паќање на комунали и опрема за домот и одржување 10.454 денари, за превоз 2.339 денари, за одржување на личната хигиена и хигиената на домот 2249, додека за облека и обувки 2133 денари. Најмалку пари, односно 678 денари се одвојуваат за здравјето, а за културата 1070 денари. Белгиската полиција изврши претрес на 8 станови во рамки на антитерористичката операција која е во тек, соопштува обвинителството. Рациите не се поврзани со нападите на Исламската држава во ноември 2015, ниту со бомбашките напади во Брисел во март минатата година. Следуваат останатите вести од светот. Намалување на приливот на бегалци во Италија од Либија во следните неколку месеци е она на што мора да работи Европската Унија, или популистите на престојните избори во неколку европски земји ќе ја искористат мигрантската криза, предупредуваат лидерите на Европска Унија. До крајот на оваа пролет и лето се потребни одлучни акции, изјави председателот на Европскиот совет Доналд Туск и Джозеф Мускав, премиер на Малта, пишува холандскиот весник Де Волксранд. Лидерите во писмо напишаа дека ако не се действува сега, клучните вредности на Европска Унија се во опасност. Треба да се зголемат напорите на либиската крајбрежна стража и да го спречат доаѓањето на мигрантите со бродови во Европа. Околу 90% од мигрантите кои пристигнуваат во Италија тргнуваат од Либија, според холандскиот весник. Плановите за спречување на приливот на бегалци денеска ќе бидат представени од страна на Европската комисија и ќе ја понудат, како што очекува, $200 милиони помош на Либија во 2017 година, кои ќе бидат користени за обука на припадниците на крајбрежната стража и купување и ремонт на бродови. Европската комисија од членките исто така ќе побара да издвојат дополнителни $200 милиони, како и да соработуваат во размена за информации за мрежите за криумчарење на луѓе. За тие планови оваа недела ќе разговараат и министрите за правда на земјите членки, а во пресрет на самитот на лидерите на Европска Унија на Малта на 3 февруари. Австрискиот министер за одбрана Ханс Петер Доскоцил најави дека државата размислува за воведување на електронски алки за следење на осомничени џихадисти. Предлогот електронски алки да носат осомничените џихадисти кои се вратиле од зоните на борбените действија во Ирак и Сирија го поддржува и министерот за внатрешни работи Волфган Соботка. Овој предлог може да се вметне во нацрт законот за зајакнување на мерките за безбедност и зајакнување на имигрантското законодавство, кое сега се разгледува од владеачката коалиција. Сомалиската исламистичка групација Ал-Шабаб денеска извршила напад врз хотел во главниот град на Сомалија, Могадишу, јави телевизијата Ал Џазира. Во временскиот период од 1 час пред хотелот Даја се случиле 2 експлозии, заведнаш потоа вооружени мажи да отворат оган кон обезбедувањето. Најмалку 12 лица се убиени, а 25 се ранети. Во хотелот се наоѓале околу 20 сомалиски пратеници. Според првичните информации пренесени од тамошните медиуми, никој од нив не настрадал. Седум лица се екзекутирани со бесење, меѓу кои и еден член на кралското семејство Ал Сабах, од кои 6 се мажи, а една е жена, денеска во централниот затвор во Кувајт. Меѓу екзекутираните се 2 државјани на Кувајт, вклучувајќи го и еден државјанин кој е осуден за убиство. Другите 6 казни се различни кривични дела, меѓу кои убиство, обид за убиство, киндапирање и силување. Ова е прва смртна казна во Кувајт по неколку години.
И во текот на денешниот ден имавме претежно облачно време со повремени врнежи од снег во југоисточниот дел од земјава, а во југоисток врнежите беа од дожд и снег. Од утре облачноста постепено ќе се намалува, а утринските температури ќе бидат во опаѓање и најниски температури се очекува да достигнат под минус, односно 10 степени под нулата. Дневните за време на викендот ќе бидат во благ пораст. Во продолжение да ги погледнеме деталите за Вардарскиот регион. Овде завршуваме, ова беше и последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете да ја следите програмата на К1 телевизија. Пријатно!